Време е за првиот разговор во студиото на Македонија наутро. Веднаш ќе го поздравам мојот прв гостин, господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро се најдов. Мораме да кажеме дека актуелна е се уште состојбата со земјотресот во Сирија и Турција, кој што се случи на 6 февруари. Во таа насока, нели, Македонија се обедини да обезбеди помош за настраданите подрачја, се покажа уште еднаш солидарноста на нашите граѓани кои што дадоа голема поддршка во насока на спасувачките активности во регионите погодени од катастрофалните земјотреси, а секако за собирање и пренесување на материјална и финансиска помош за настраданите. Вие сте еден од првите иницијатори кои што повикавте на хуманост и на собирање помош за настраданите подрачја. Да. Македонија како општество го положи испитот на хуманост. Многу сум горд и многу ми е драго што живеам во Македонија и во општество, бидејќи ние на дело покажавме дека сме хумани кога луѓето се во тешка ситуација, ние знаеме да го пуштиме срцето и да се сплотиме и да помогнеме. Тоа го направивме, значи, во изминативе 10 дена. Огромна помош се собра, добро се колку што можеше, секој партиципираше во рамките на своите можности и веќе ги испративме, значи и камионите и финансиски средства се испратија. Неголем проблем представуваше транспортот и затоа и се повикуваше, доколку се во можност граѓаните беа отворени, нели, телефонски повици за донирање, да дадат помош, финансиска помош, за да можат средствата побрзо да стигнат до погодените подрачја, меѓутоа се собра и материјална помош, која што и како им е потребна, им се наоѓа на загрозените. Ние собравме, значи, ние организиравме и камионски превоз, меѓутоа само за Турција. Так. За жал, ради ембаргата што се кон Сирија, не можевме тоа да го направиме и кон оштетените и повредените од Сирија, бидејќи само може авионски да се организира преку Бејрут или преку Дамаск, меѓутоа ние тоа не сме можност, бидејќи немаме како да го испратиме. А карго превозот го организиравме со членки наши од комората, кои што ни организира камиони, ни ги организира документите. Имаше огромна сплотеност, огромна убава синергија од граѓаните, кои што сите донира, помага, прашува како да се испрати, како да се среди. И да ви кажам искрено, ние тоа што пратиме беше све ново. Значи имаше на критики зашто старо, не. Ние тоа што пратиме све беше ново, све беше од срце дадено и све испратено. Да ви кажам право, јас се изненадив. Не очекував ваква голема подкрепа, дури со отец Оливер, кој што исто така беше дел од нашата кампања, заедно правевме, разговаравме, он рече дека јас сум изненаден, вика дека поради тоа што правил кампања и за Хрватска и за Албанија, вика меѓутоа тоа беше 20% од ова што е сега. Тоа е затоа што турскиот и македонскиот народ се многу блиски народи. Значи тоа е едно вековно пријателство кое што не може да се избегне и затоа, значи, имаше огромна една поддршка и огромна една хуманост. Јас сум максимално задоволен и изненаден од се ова што се случи. Деновиве кади да одам, луѓето ме прашуваат дали може уште да помагаат, значи помина 11 дена, меѓутоа секоја чест, стварно хуманоста нема граници. Иако посебен акцент ставаме на главниот град, затоа што Скопје и скопјани се сеќаваат на разорниот земјотрес кој што го погоди Скопје во 1963 година и тогаш светот се обедини да ни помогне Скопје повторно да се издигне од урнатините и токму тоа е секогаш појдовната точка од која што ние ја покажуваме нашата хуманост, но не само главниот град, сите граѓани од сите градови во земјава донира и помогна кој колку што може и материјално и финансиски и со спасувачки тимови кои што уште првите денови беа упатени во кризните подрачја и учествуваа во спасувачките мисии. Јас кампањата започнав пред Универзалната сала. Универзалната сала е символ на солидарноста на светот кон Скопје. Значи 25 земји учествуваа во изградбата на таа Универзална сала и така пратив една солидарна порака да се обединиме, макар и шише вода, кој може колку може да допринесе
и да се направи и супер кампањата, значи беше окей. Потоа со телефонски донации со емисијата што ја организиравме се собра вечета €1.000.000. Значи со телефонски повици, што исто така е за поздравување. Сега ние сме мала држава, мала држава и се окей. Например, завчера во Турција се организираше донаторска емисија на сите телевизии и сите се собра 6 милиарди евра. Значи, во една вечер, за 3 часа, се собра 6 милиарди евра. Во Холандија, значи, завчера се собра 90 милиони евра. Значи, целиот свет е обеден. Во Германија има, значи, во Германија до сега околу 10 милиарди евра се собра хуманитарна помош за повредени, бидејќи ова не е обичен земјотрес. Значи, бидејќи Турција се спремаше за земјотрес во еден град. Меѓутоа, ова не е еден град, ова е територија поголема како Македонија, Србија, Косово и Албанија. Толкава територија е удрена од земјотрес. Значи, рачунајте, ви е удрено Београд срушен, Белград срушен, Ниш срушен, Скопје срушено, Тирана срушена, Приштина срушена, Охрид срушен. Значи, ваква територија. Да. Огромна, незапамтена, значи, два земјотреса со различен епицентар во исти ден да удрат. Значи, и последователни потреси кои што дополнително ја осложнуваат ситуацијата, да. 500 години се собирала енергија, во 1600-те години удрило последен земјотрес тука. Значи, таму се спаја 3 плочи, арапска плоча, медитеранска плоча и афричката плоча и огромен земјотрес. Баш читав вчера студија во Англија да удрил земјотресов, островот на пола ќе се поделил. Ваква магнитуда. И сега многу е тешко да се справи со се ова. Ова зашто говориме сега и помошта која што беше упатена во првите денови, првишната помош која што им се дава на загрозените подрачја и граѓаните кои што беа погодени нели од разорниот земјотрес, за да може да им се помогне во првите моменти на спасување, да може да се излечат што е можно повеќе преживеани, сите оние што се спасени од земјотресот, да може да ги поминат и овие студени денови сега и времето не ни е наклонето, станува збор за зимски период, минусни температури и дополнително им се потребни материјални средства за да можат нели да го надминат овој период. Меѓутоа ќе имаме простори понатаму откако ќе поминат овие први денови, првични моменти на реакција да се помогне дополнително. За жал, подурнатините има голем број на луѓе се уште. Официјалната бројка е 36.000 мртви и околу 105.000 спасени повредени. Меѓутоа, според некои проценки има стотици илјади луѓе под урнатините, кои што сега ќе почнат да искачат на виделина, поради тоа што ќе почнат да се откупуваат рушевините. И сега 13 милиони луѓе живеат во тој регион, сите тие се на некој начин опфатени со целава оваа ситуација и треба да се направи живот за тие луѓе, бидејќи таму е све срушено, има 2-3 града кои што се 90% срушени. Значи, Хатај и Кахраман-Мараш се 90% срушени, ништо нема останато и сега треба тие луѓе да им се обезбеди каде да живеат, како да функционираат, што да јадат, што да пијат. Има огромна солидарност. Да, Турција е солидарна едно општество и ние сме такво едно солидарно општество. Меѓутоа, треба долго време за да се излечат тие рани, тие људски трагедии. Сега доаѓа оној процес кој ќе се Затоа реков допрва ќе се сумираат штетите, ќе се сумираат оние информации дали можеше да се избегне толкава штета, затоа што најчесто велиме кога станува збор за земјотрес, најважно е да имаме соодветни градби кои што ќе го намалат бројот на жртвите од земјотреса, потоа и на временото реагирање и спасувањето на погодените за да може да се излечат што е можно повеќе преживеани. Брза интервенција. Интересен факт е 135.000 згради што ги изградил Токи. Значи, нови згради се, една нема оштетена. Значи, се е до човечки фактор. Погрешно градено, се гледаме, она има приведување на тие што ги граделе зградите, погрешно ги граделе. Значи, нови згради многу паднаа. Меѓутоа, во тој регион има 2,5 милиони згради, оштетени се околу 100.000 згради, 11.000 се тотално срушени
и 60.000 ќе треба да се срушат. Значи, да се се тоа треба да се гради во иднина. Во најава има се од турскиот председател дека оптимистички да за година дена све ќе изгради. Дали ќе успее, не знам, меѓутоа оптимизам треба, значи треба се многу голем број на психолози се пратени на терен таму за да работат со локалното население. Голема човечка трагедија, значи како да ви кажам, стрес по земјотресот кој што уште долго време ќе биде присутен кај луѓето кои што ја доживеа оваа катастрофа. Една година војната во Украина не однесе толку човечки жртви колку што однесе една вечер во Турција со земјотресот. Значи човечка трагедија. Да беше барем во 7 часот или 8 часот, може ќе се избегнеше толка број. Ќе се намалеше бројот на жртви. Ќе одиме малку на поинаква тема која што е дел од вашето професионално работење, туризмот и угостителството. Кога говориме за Турција, Турција е една од туристичките дестинации која што многу често беше избирана од македонските, но и од странските туристи, сите туристи ширум светот да ја посетат земјата која што нуди навистина многу можности кога станува збор за туризмот. Во тек е зимската сезона. Со оглед на тоа дека ни недостасува снег, дали ќе бидеме задоволни од оваа сезона и во земјава, но и во регионот каде што најчесто одат нашите граѓани да го поминат својот зимски одмор? Па од прошлиот пат кога бев падна снег, се опоравија малце, зема кислород. Но малку. Зема кислород. Меѓутоа распустите завршија и сега, значи, колку толку се спаси сезоната. Не е како што треба, не е бидејќи шпицот, ударниот шпиц, значи за зимските ски центри од 10 декември до 20 јануари. Во тој период за жал немаше снег, меѓутоа после тоа падна нормално, се стабилизираше. Сега резултатите ќе се сумира, дај Боже да има до мај месец снег за да ја продолжат сезоната да ги извадат тие штети што ги има во првите 20 дена. Мислам дека горе-доле ќе ја спасат сезоната ски центрите, не е оптимистички, не е, значи, како што треба. Меѓутоа, мислам дека ќе ја спасат сезоната и се ќе биде во најдобар ред. Еве гледаме и нашите ски центри имаат и снег и прават и ивенти, и кампањи, се тоа е за поздравување и се надевам дека ќе има што поголем број на гости во нашите ски центри. Пандемијата од COVID-19 значително ја вложи состојбата во туристичко-гостителскиот сектор. Потоа дојде војната меѓу Украина и Русија, па економската криза, енергетската криза и сето тоа негативно влијаеше генерално врз целото општествено живење, па така и врз туристичко-гостителскиот сектор, кој што таман почна да се опоравува и повторно се појавија нови проблеми. Минатата година излеговте со една иницијатива да се увезат странски туристичко-гостителски работници за да се надомести недостатокот од овој кадар кој што се излева од земјава надвор во другите земји, а се со цел потрага по поголема заработувачка. Дали ова идеја ќе ја продолжите и во новава 2023 година со оглед на тоа што ни предстои новата летна сезона, за која што веќе треба да се подготвувате? Тој мој апел, таа моја иницијатива беше за да оваа година немаме проблеми. Сега, значи, веќе се осеќа, значи, таа потреба, тој проблем. Искрено на вечер, во сабота вечер, бев во еден трговски центар во центарот на Скопје. Верувајте ми, во 21:30 часот, огромен трговски центар, само еден дуќан работеше. Сабота вечер, значи све затворено. До некаде евидентно е дека ни недостасуваат и странски туристи, затоа што странските туристи најчесто се сконцентрирани во централното градско подрачје и тогаш и рестораните се полни, и трговските центри и има поголема раздвиженост. Странски туристи има, значи полека се враќаат. Нема кај да ги сместиме, нема хотели, значи фалат хотели од пандемијата, многу луѓе ги затворија хотелите, се пренасочија кон некој друг бизнис. Странски туристи има, меѓутоа немаме кадри, немаме со што да ги пречекаме луѓето. Каква ќе биде државната стратегија за увоз на странски работници? Затоа што рековме, нашите заменуваат од државата за повисока плата. Како ќе успееме да ги привлечеме странските работници? Која ќе биде стратегијата? Во изминативе 10 години 700.000 граѓани на Македонија се иселиле. Значи, тоа е сериозна бројка. Треба, значи, сега ние како комора, јас како Арка може да иницирам, еве ни требаат работници, меѓутоа не проаѓава мојо. Треба да го
да инициираме МАНО, Македонската академија на науки и уметности, заедно со универзитетите, заедно со сите релевантни фактори во општество, да направи една конференција, да направи една стратегија за наредни 10-15 години, како они размишлјаат, што да се направи, како да се направи, ни фали, луѓе ни фалат. Не е само работници, нема луѓе, нема, значи, паѓа и работата, и БДП-то ќе падне, и све ќе падне, нема луѓе, треба да се донесат луѓе, треба да се направи една стратегија. Толку и толку луѓе треба да се донесат, значи имаше една студија да се донесат 50.000 луѓе да живеат од Филипини во Македонија, комплетно, да се дојдат фамилиарно, да се преселат тука, да си студираат, да си живеат, да им се направи ситуација да живеат. Се тоа спремно, меѓутоа треба државата да направи една стратегија, да рече, слушајте, нас не треба толку луѓе, да увеземе од таму луѓе, да им се даде посебен пасош, да не се плашат политички дали ќе гласат или не. Нас не треба луѓе за да оваа држава се крене на нога. Не можеме, значи ние како оди работа ќе бидеме помала држави од Црна Гора, помалку луѓе ќе живеат и во Македонија. Многу народ се иселува од земјава последниве години и тоа забрзано, посебно сега и овој период на економска криза. Но граѓаните гледачите кои што не слушаат, сигурно ќе си го постават прашањето зошто да увеземе работна сила од странство, зошто да не се потрудиме нашите луѓе да ги задржиме овде во земјава, со повисоки плати и подобри можности за работа и живење. Да, ама сега, знаете како, кај нас фали тој предприемачки дух. Луѓето, место да земат, да се мачат, да земат кредит од банка, да отвори сам бизнис, да отвори некој туристички центар, да отвори во некој место, он најлесно му паѓа авионска карта, оди во Детройт и во Детройт седи, таму чека родините да го вработат или што направат. Ни фали тој предприемачки дух, значи луѓето да земат ризик. Без ризик нема, значи, успех. Да, меѓутоа овде е неминовна поддршката на државата. Државата, неминовна е поддршката, ама државата се мачи со други акутни проблеми кои што сама си ги ствара една влада на друга влада, му направи проблем со струјата. 30 години не може да се реши тој проблем со струјата. Фала Богова, зима се спасивме. Меѓутоа, не е тоа гаранција дека во април и во мај пак нешто ќе се случи. Од кај знаеме што ќе се случи, се нешто ново ќе се деси и ќе се вакво направи. Државата, затоа викам, треба да направи стратегија, да се реши, ќе ни фалат 200.000, 300.000, 500.000 луѓе, да ги донесеме од таму, да ги етаблираме, да ги направиме, да го спасиме општество, да ја спасиме економијата, бидејќи верувајте ми, ќе немате кај да одите у кафичи, у ресторан во Скопје. Многу брзо тоа ќе се случи. После туристи, па џабе ќе ги носиме кај во град на духови, кој ќе дојде? Немаме луѓе, немаме људство. Значи, алармантна е ситуацијата. Треба државата, освен тоа што се справува со економски проблеми, со струјата, да го реши овој најголем проблем. Сите си одат масовно. Сега, значи, има од хрватското крајбрежје, има овде масовна регрутација на македонски граѓани во Хрватска за работа за летниот период. Значи сите отидоа во Хрватска. И да не, значи им дават по месец-два сега во зимски период, им плаќаат и платите, немојте да работите ништо, вие сте наши и сега како ни да се справиме со тоа? Не можеме. Значи мора да се најде некое адекватно решение на државно ниво. Значи ние дадовме иницијатива. Нашата иницијатива никој не ја слушна. Не бевме интересни изгледа. Меѓутоа, еве сега, значи, поголем апел праќам до МАНУ и до сите релевантни институции да се направи на конференција во која што ќе се изработи стратегија за наредни 10-15 години како се планира да се справиме со овој голем акутен проблем. Ова е поголем проблем. Немаш ти луѓе, ти што ги ти струја кога немаш луѓе во државата? За жал проблемот останува отворен. Вие како Туристичко-гостителска комора при Сојузот на стопански комори на Македонија следите ситуацијата, секако навремено реагирате, треба гласно да се зборува на овој проблем и конечно државата да најде едно системско решение со кое што на долгорочен план ќе се реши овој проблем на нашата држава. Па нема друго чаре, нема, верувајте, значи, ние не сме магионичари, кај да наоѓаме луѓе, значи, не можеш да најдеш луѓе. Масовно има затварање на угостителски објекти.
собствениците на ресторани, на кафичи, заедно со персонал го затварат и си одат у Хрватска, заедно одат. Така. Тоа е, значи, тренд за жал. Се обидовме да ја доближиме до нашите гледачи состојбата во угостителско-туристичкиот сектор. Секако проговоривме малку и за хуманоста и секако можноста Македонија да помогне на погодените подрашја во Сирија и Турција. Ќе имаме прилика во некое наредно гостување да отвориме некоја нова тема. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на поканата.